Струмица годинава со незначителен број на заболени од грип. Ризичните категории на граѓани на почетокот на сезоната беа навремено вакцинирани и заштитени од инфлуенцата. Според информациите од Центарот за јавно здравје, досега регистрирани се околу 30 на пациенти со инфлуенца, но и оваа недела прејавениот број на случаи на територија на микрорегионот го надминува сезонскиот праг и е под горната неделна граница за сезоната и на грип. Сепак останува релативно малиот број на примероци тестирани на грип, ниту еден позитивен резултат, што укажува на ниска активност на вирусот на грип. Епидемиолозите велат, доколку се појави грипот, сепак треба да се внимава и намали комуникацијата со здрави лица со цел да се избегне ширење на грипот. Вирусот инфлуенца или така познатиот грип, тоа е едно доста високо акутно, инфективно, контагиозно заболување, кое што е од вирусна етиологија, се разбира, и карактеристично е дека ги зафаќа сите популации, почнувајќи од најмалата возраст па се до најстарата возраст. Тоа е вирус кој што се пренесува преку капков пат на пренесување. Механизмот е тоа така да луѓето кои што се веќе заболени од грип, значи пожелно е да се изолираат во посебни простори, значи кога станува збор за домашно обкружување, или барем да се наоѓаат на растојание од 1 метар со некој друг човек, бидејќи тоа е еден од начините каде што директно се заразуваат луѓето. Исто така при кивање потребно е да ставуваат рака или марамче на устата, се со цел да се спречи пренесувањето. Во виролошката лабораторија на Институтот за јавно здравје тестирани се 14 примероци на присуство на вирусот на грип и сите се негативни. Во текот на оваа сезона, од досега пристигнатите 34 примероци не е добиен позитивен резултат на вирус на грип. Досега доминира инфлуенцата А типот, а повеќето од вирусите се субтизирани како А, H3N2. Во Куманово годинава има најмногу заболени од грип.